Благодарам, председателе, почитуван мандатар, почитувани кандидати за членови на владата, почитувани колеги пратеници, почитувани новинари. Најпрвен да му честитам на мандатарот затоа што со голема посветеност и со добра политичка проценка стигна до оваа заслужена позиција да биде премиер, што е шанса не само за него политичка, но исто така и за Македонија е голема шанса да биде подобра и успешна држава. Но дозволете да дадам и краток опис на овој актуелен момент во кој ќе биде избрана новата влада. Почитуван мандатар Мицкоски, наследувате презадолжена држава, во која претходните влади ја етаблирале корупцијата како правило, а владењето на правото станало селективен исклучок. Од граѓаните со полно право ќе имате очекувања за подобар животен стандард, но во буџетот ќе затекнете огромна финансиска дупка и презадолженост. Ќе затекнете хаос и во елем, ќе затекнете криминал и во царина. Ќе наследите образование и здравство кое што се наоѓа во коматозна состојба и кое што вие ќе треба не само да го лечите, туку заедно со вашиот тим да го вратите во нормален колосек, со многу напорна работа и со голем успех. Ќе ви набројам неколку предпријатија кои што се пред колапс. Македонски шуми, железници, Агенција за водостопанство, Македонски пошти, Фондот за здравствено осигурување исто така имаа штрајк. Судската администрација штрекуваше за плати. Сите овие се резултат на неуспехот на ДУИ и на СДСМ, но сите тие од вас ќе очекуваат нормализација и успех. Затоа сметам дека ќе ви требаат вонредни напори и сериозна поддршка не само од собранието, туку и од пошироката јавност, за да може да направите државата да се врати во нормален колосек. Просветните работници одамна не памтат кога земале плата во законски предвидениот рок. Секогаш каснат нивните плати, да не збориме за оние во здравството кои што одат на работа, се специјализанти, а немаат здравствено осигурување како личности и граѓани во државата во која што платиат данок. Затоа сметам дека ќе имате исклучително тешка задача и покрај тоа што владата ќе биде поддржана со големо мнозинство во собранието. Имате држава во која што двата збора корупција и инфлација доминираат, а ќе треба државата да ја преобразите во една нова, нормална држава, Македонија, во која што ќе има економска сигурност и правна сигурност. Кога сме кај правосудниот систем и борбата против корупцијата, јас би сакал да споменам и две работи. Гледавме во изминатиот собраниски состав и ние и целата македонска јавност до кое ниво на деградација беа турнати Републичкиот судски совет и Советот на јавни обвинители. Ваму реформите не се само политичка задача, туку се нужност доколку сакаме тие 2% доверба во правосудството да бидат подобрени во следните година или две. Министерството за дигитализација, сакам само една порака до министерот Стефан Андоновски. Проектот за дигитализација е многу добар проект и колку поуспешно се реализира, толку повеќе ќе се намалуваат шансите за персонализирана корупција. И затоа ќе има и овој проект и нашата поддршка и нашето внимание. До новиот министер за правда, само да ви напоменам, од август до декември 2023 година објавени се дури 30 огласи за нотари во Македонија од претходниот министер Кренар Лога и неговата легендарна заменичка. Сега на 7 јули објавија правилник со кој што ги поскапеа нотарските услуги од 100 до 300%. Прашајте неколку од новите нотари и ќе ви кажат кому плаќале по 80 до 90.000 евра за да добијат нотарска лиценца. Затоа сметам дека треба ова да го преиспитате, а и трошоците да ги вратите назад во интерес на граѓаните.
За министерот за надворешни работи исто така би сакал да упатам неколку пораки, добронамерни. Најпрвен да се продолжи со стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави, кое што го подпишавме како документ во 2008 година во мај. Сметам дека ова е начинот преку кој што Македонија може да се избори за своите интереси и во регионот и на глобално ниво. Второ, министерот за надворешни работи наследува голем неред во самата институција и нарушени меѓучовечки односи во кој што една естрадна, би рекол дипломатка, Бесмира Ејупи, стана попопуларна од министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тоа не би требало да е случај во иднина. Втора работа, вам ви треба сериозен тим и луѓе кои што ќе знаат на најсоодветен начин да ги пренесуваат вашите пораки до меѓународната јавност, но исто така да ги добивате и најдобрите и квалитетни информации од меѓународните центри до Министерството за надворешни работи и до владата. Тоа не можете да го постигнете со кадри како Љубомир Фрчковски, амбасадор во Обединетите нации, и Весел Мемеди, амбасадор во Рим. Љубомир Фрчковски беше прогласен за персона нон грата од официјален Вашингтон и не очекувајте дека со него ќе споделат сериозни информации ниту во Обединетите нации. А амбасадорот Весел Мемеди, кој што ја трампаше својата пратеничка функција за амбасадорска, е еден од ретките кој што се дрзна да поништи документи кои што МНР не ги издава, па го извести италијанското МНР дека пасошите на 100.000 македонски државјани во Италија се неважечки. Сметам дека такви амбасадори нема да ви бидат од корис ниту вам, ниту на Македонија како држава. На крајот тоа што сакам да го споменам е дека ве очекуваат тешки битки во дипломатската арена, особено по однос на пристапот од Грција кон Република Македонија и пристапот од Бугарија кон Македонија. Ако забележите, во последниве неколку дена имаме координирани напади, едниот доаѓа од внатре, од СДСМ, а вториот доаѓа од Мицотакис, од Атина, по однос на Преспанскиот договор и тоа да биде биполарноста поизразена. Во Македонија нападите доаѓаат токму од оние кои што го подпишаа овој договор. Втората работа, по однос на Република Бугарија, би сакал да истакнам дека преговарачката рамка со Европската Унија дополнително и непотребно беше оптоварена од подпишувањето на вториот протокол од страна на министерот Бујар Османи во јули 2022 година, каде што тој со свој подпис се согласи историјата да стане критериум, билатералните спорови да станат побитни од копенхашките критериуми. И сметам дека ова ќе биде предизвик со кој што вие ќе мора да се борите на најсоодветен начин, а се во интересот на Република Македонија. Истовремено ќе мора да бидеме свесни, сите ние како политичари, дека спротивставувањето на Бугарија не е толку лесно за нив, доколку во самата Европска Унија не постојат држави како Франција, Луксембург, Белгија, Холандија, Данска и други, за кои што проширувањето не е приоритет. Само погледајте што Грција и прави на Албанија за еден притворен градоначалник за корупција и какви блокади добива, без подпишан билатерален договор и без барање за менување на Уставот. Една порака до Министерката за образование и една молба. Во центарот на Скопје, во Универзитетот Свети Кирил и Методи, се уште стојат започнати, но недоизградени, ниту една шајка не заковаа, факултетите за физичка култура и факултетот Финки. Тие се символ на неспособноста на СДСМ и ДУИ и на нивното невнимание за студентите и високото образование. Нашата молба е, се разбира во рамките на буџетските можности, за година или две овие згради да бидат веќе студентски центри, каде што овие студенти ќе можат да ја споделуваат науката која што им ја предавате. И на крајот, дозволете да му честитам на министерот Шабан Салиу и да кажам дека тоа прави една голема разлика. Сите тие што збореа за некаква рамноправност, застапеност и почит кон заедниците, можат сега само да му честитаат на мандатарот Мицкоски, што постави министер Ром
во владата на Република Македонија. Тоа е еден гест кој што заслужува поддршка и се надевам дека ќе има добра имплементација во неговите проекти. Благодарам многу.